Барањето за забрана на штрајк се однесува на точно најавен штрајк, со точно определени дати и со точно определени планови програми за делување на штрајковачите и штрајковачкиот одбор. Значи, не постои можност тој штрајк да биде забранет од тогаш до тогаш. Станува збор за целосна забрана на штрајкот, значи штрајкот е незаконит. Само тој од 20 и 24 најавените. Апсолутно. Значи, да се разбереме, не станува збор дека МНАФ побарал забрана на синдикално дејствување и забрана на ситни идни штрајкови. Станува збор за конкретна најава на штрајк и станува збор за конкретно барање за забрана на конкретен штрајк. Само дозволете ми. Оние околности кои што ги истакнуваме се трајни околности. Значи, во нити еден случај најавениот штрајк не може да ги смени околностите под кои што е најавен. Не може одеднаш да се створат синдикални барања за заштита на право од работен однос. Не може одеднаш да се створи дека постоело посредување помеѓу работодавачот и штрајковачкиот одбор. Тој известувањето за најава на штрајк и барањето заедно со компанијата, со МНАФ, започна постапка за помирување. Делот кај што до Министерство за труд и социјална политика се обраќаме со барање да се отпочне постапката, дека потоа ургентно бараме до нив да достават помирувач, бидејќи наместо законски рок од 2 дена требаше некаде месец и половина да чекаме да го достават тој помирувач. Иако беше постапката завршена согласно закон, бидејќи трае 10 дена откако е најавен штрајкот и побарано да се отпочне постапката, дури после 1,5 месец ние решивме дека повторно ќе отпочне постапка за помирување